Светото копје и 8 факти за копието што го уби Исус. За љубителите на историјата и на окултното постојат одредени антички предмети кои продолжуваат да фасцинираат и збунуваат. Меѓу нив е светиот грал, Торинската плаштеница и светото копје, инаку познато како копје на судбината. Ова е токму оружјето што го прободе Исус Христос на крстот. За некој копјето е средновековна реликвија, стара само половина, колку што се тврди дека е. За други копјето е предмет на огромна окултна моќ. Овде ќе видите 8 факти за едно од најпознатите единични оружја во светот. 1. Копјето било оружје што го прободело Исус. Во Библијата во Евангелието по Јован се вели: но кога дојдоа кај Исус и видоа дека веќе е мртов, не му ги скршија нозете, но еден од војниците со копје го прободе кај ребрата. Овој војник бил слепиот римски стотник Лонгинус. Во една верзија на приказната Лонгинус го прободел Исус, а со крвта и водата го испрскале стотникот во очите и му го вратила видот. Лонгин, воскитен и понизен од ова чудо, подоцна го прифатил христијанството и на крајот бил распнат на крст поради своите верувања во 45-та година од нашата ера. Се вели дека копјето на Лонгинус, подоцна позната како свето копје, било проткаено со голема моќ, талисман, кој низ вековите бил предаден на војводи, кралеви и императори, гладни за моќ. 2. Јосиф од Ариматеа наводно го донел копјето во Британија. Според една легенда, свети Јосиф од Ариматеа, човекот кој го погребал Исус, го донел копјето во Британија во првиот век од нашата ера. Во различни легенди често се зборува дека Џозеф е посетил Британија и го донел христијанството со себе. Една приказна дури вели дека дошол во Корнвол и со себе го донел и Исус Христос кога бил дете. 3. Се вели дека копјето ги прави неговите собственици непобедливи. Копјето на судбината често се опишува како клуч за светска моќ, волшебно стапче на војната што му дава на својот собственик способност да командува и да освојува без противници. Во 8 и 9 век Карло Велики, првиот светоримски император, се претпоставуваше дека лично го користил копјето на 47 успешни воени битки. Тој наводно го фрлил копјето еден ден, а потоа умрел токму таму на тоа место каде што го фрлил копјето. Според легендата, копјето го носил и раниот германски крал Хенри Фаулер. Хенри бил водечки саксонски крал и поминал низ други саксонски кралски раце пред да дојде и да го најде својот пат до познатиот воин крал Федерик Барбароса, светоримски император во втората половина на 12 век. Фредерик ја освоил половина Италија и отишол на третата крстоносна војна. Во Турција во 1190 година, додека патувал да се бори во Светата земја, се вели дека го испуштил копјето во потокот, а потоа се удавил во водата неколку минути подоцна. 4. Наполеон се обидел да го земе. Забележаната историја вели дека копјето било во собственост на светите римски императори, барем од времето на Отон I во 10 век. Очигледно, оружјето било пронајдено во река во Турција, а во 1424 година светиот римски император Сигизмунд од Луксембург наредил копјето да се однесе во Нимберг и да се чува таму за секогаш. Потоа неколку стотици години, до времето на Наполеон, во 1796 година, напаѓачките француски сили нафлегле во Нимберг. Локалните власти ги евакуирале античките мошти на градот, вклучувајќи го и копјето во Виена на чување. Наполеон бил решен да го земе светото копје по битката кај Аустерлиц во 1805 година, но тоа било прошверцувано од Виена пред битката. Не успел да го земе и со крајот на војната во 1815 година и смртта на Наполеон, копјето останало во главниот град на Австрија. 5. Хитлер бил опседнат со копјето. Во годините пред Првата светска војна, младиот Адолф Хитлер се борел да се пробие во големиот царски град Виена. Живеел во сместувачка куќа преполна со вошки и за да се спаси од студот, често одел околу музеот Хофбург или седел со часови во библиотеката Хоф, разгледувајќи ги низините антички томови. Еден ден Хитлер погледнал на изложбата во музеот, која, како што напишал подоцна, требало за секогаш да му го промени животот. Овој артефакт бил светото копје.
цене дел од царската ризница на Хабсбург. Кога Хитлер имал 20 години, го запознал Валтер Јоханес Стајн, филозоф и експерт за Светиот Грал. Стајн подоцна тврдел дека верувал дека Хитлер бил црн волшебник, опседнат со неговата лична судбина, еден ден да има голема моќ. Хитлер му рекол на Стајн дека токму светото копие го гледал како клучот за неговата идна моќ. Хитлер исто така тврдел дека еден ден кога го гледал копието во куќиштето, дека тогаш добил моќна визија за неговата идна моќ. Стајн напишал дека дури и на таа многу млада возраст Хитлер се чинел дека емитирал зла харизма. Четврт век откако Штајн го запознал Хитлер и се обратил на огромната толпа своји граѓани во Австрија, во центарот на Виена. Ова било во 1938 година и нацистите штотуку ја анектираа Австрија. На 13 октомври 1938 година, под наредба на Хитлер, копието и другите хабсбуршки регали биле сместени во специјален воз и однесени во Нимберг, под стража на есесовците. Таму биле сместени во црквата Света Катерина. 7 години подоцна играта била подготвена за нацистите, а војната била при крај. Американските сили го лоцирали и го земале копието само 2 часа пред Хитлер да се самоубие, на 30 април 1945 година. 6. Копието има клинец од Христовиот крст. Копието вклучува железен клинец за кој се смета дека е вистински клинец кој бил закован во Христа на крстот. Ова е познато како ноктот на нашиот Господ, а златната манжетна која се уште е прикачена на надворешната страна на копието носи латински надпис што се преведува како кошата и клинецот Господов. 7. Научно тестирано. Во 2003 година властите во Австрија му дадоа дозвола на британскиот металург Роберт Федер да спроведува научни тестови на оружјето од 50 см. Интересно е тоа што доктор Федер навистина утврдил дека ноктот на нашиот Господ, парчето железо закачено на копието, е во согласно со клинецот од првиот век од нашата ера. Можете да го видите светото копие денес. Постојат 4 копија кои тврдат дека се свети копија. Тоа се во Ерменија, Краков, Рим и Виена. Виенското копие е најпознато и се уште е изложено до ден денес во царската ризница во палатата Хофбург. Денес, меѓу другото, е и музеј и официјална резиденција на австрискиот преседател. Копието е импресивно парче раскошно оружје, но легендата за копието уште живее. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.